Добар ден. Женевскиот салон на автомобили се подготвува да ги спушти завесите на годинешната смотра. Како што ви ветивме минатата емисија, во денешната ќе продолжиме со новитетите кои таму беа представени. Како интермецо од салонот на автомобилите, повторно ќе ве одведеме во Алпите, каде имавме ретка и ексклузивна прилика да учествуваме во дрифтинг програмата на BMW со моќниот М4. Потоа повторно ќе се вратиме под куполите на PAL Expo за да ви овозможиме преглед во супер и хипер автомобилите кои заземаат респектабилен изложбен простор. На штандот на Мерцедес се прашувавме дали германците ги изброија своите премиери во Женева, но не и која меѓу нив е најпривлечна. Без дискусија тоа беше 4-вратната купе верзија на AMG GT, која беше звезда на салонот на автомобилите. Знаевме дека ќе се појави бидејќи токму тука лани ни беше представен концептот што ја најавува, но не знаевме точно како ќе биде спакувана, ниту пак именувана. Официјалното име AMG GT 4-door купе е неинвентивно, но доволно описно за да го привлече вниманието. Во внатрешноста има 5 седишта и луксус што се очекува. За набројување на технологиите не треба да трошиме време, затоа ќе ги споменеме моторите. На врвот се 63 верзиите со 4 литерски V8 битурбомотор со 639 и 585 коњи. Посилната забрзува до 100 за 32 секунди и постигнува максимални 315 км на час, а и двете имаат систем за деактивација на цилиндрите и управување на задните тркала. Интересна е третата верзија со новиот mild hybrid мотор од серијата 53, кој располага со 435 бензински и 22 електрични коњски сили. Сите изведби се опремени со 9-степена автоматика и погон на 4 тркала. Продажбата ќе започне летово, а за цените никој не праша. Но додека иднината припаѓа на електриката, со сегашноста се уште владеат бензинските коњски сили кои Porsche во 911 GT3 RS ги мултициплираше на 520. И тоа без турбокомпресор, бидејќи на ваков уличен тркач тој ќе представува светогрдие. Помалата тежина и унапредената аеродинамика му даваат перформанси достојни за ознаката што ја носи. Прилагодената трансмисија и модификуваното подвозје овозможуваат нивно максимално искористување, кој изразено преку бројки значи забрзување до 100 за 3,2 секунди и максимални 312 км на час. Соодветно висока е и неговата цена од скоро 200.000 евра. На кросовер темата експериментираа и британците, но на сосема поинаков начин. Барем кога зборуваме за единствениот луксузен теренец со 2 врати во светот, новиот Range Rover SV Coupe. Како пионери во овој сегмент тие имаат право на тоа, а дали ќе успеат во намерите да дефинираат нов жанр во оваа класа, допрва ќе видиме. Сите адути што ги има покажано експонатот се на нивна страна, освен цената која е поставена на дури 240.000 фунти. За тие пари купувачите ќе добијат 5-литерски V8 мотор од 565 коњи, кој ќе го катапултира трендовскиот теренец до 100 на час за 5 секунди. Колку джетсетот ќе го прифати ќе дознаеме при крајот на годинава кога ќе му започне продажбата. Слично настапи и Honda, која после минатогодишниот концепт покажа дека новата генерација на CR-V е подготвена за освојување на Европа. И тоа со 7 седишта и хибридна верзија која ќе ги замени дизелите во понудата. Нова е и платформата со поголеми димензии за која во Honda велат дека на CR-V му обезбедува подобри возни својства надвор од асфалтот и поголема удобност. Купувачите нејзе ќе бидат благодарни и заради поголемото меѓуоскено растојание и поголемиот простор во внатрешноста.
Освен со хибриден погон, Honda CR-V ќе доаѓа и со 1,5 литарски турбобензинец. Техничките податоци ниту за него не беа обелоденети. Сепак, колку и да сака од Toyota да истакнат улогата на Аурис во креирањето на иднината, публиката веќе ја интересираше најавениот концепт на новиот спортски автомобил. Долго се крчкаше, но веќе нема дилеми. Со него ќе се реинкарнира легендарното име Супра. За финалната верзија ќе почекаме уште една година, но од она што го видовме, уверени сме дека сето чекање ќе се исплати. Мускулестиот спортист кој е развиен во соработка со BMW ни беше опишан како лесен, компактен и брз. Неговата презентација беше проследена од слоганот "Легендата се враќа", иако тој е сосема модерен автомобил дизајниран во духот на агресивноста на векот во кој живееме. За да ни даде доказ за својата посветеност и на овој досега заборавен сегмент, новата Супра ги носи ознаките на спортското оделение на Toyota Gazoo Racing. За тркачките аеродинамички додатоци се кријат елементи на каросеријата од композитни материјали, а во интериерот беше монтиран заштитен кафез. Технички детали и податоци за перформансите за сега нема. Познато е само дека погонот е на задните тркала. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете ја акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина. Горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе, без да се плашиш, да се изволкаш.
Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Снежните спортови попримаат посебно убавина кога се измешани со магичната природа и монументалната појава на совршениот BMW M4. Перфектниот програм како да ни ја откри скриената порака која оди со големото баварско М. Сериозните перформанси, достојни за тркачките патеки, пресвлечени во луксузен амбиент, се совршена форма на забава на октанските зависници. Среќен сум што имав можноста да го запознаам М4 во една неформална, но адреналинска форма која долго време ќе ми биде во мислите. Како што најавив на самиот почеток на емисијата, ќе ве одведеме во Алпите. Снегот и Алпите секогаш асоцираат на скијање, но ние денеска се наоѓаме токму на една поинаква забава, на забава со бесни автомобили. Домакини се BMW, се работи за М4 кои имаат изобилство на сила. Ние ќе дрифтаме на снег и лед, а за тоа ќе ни помогнат, како што реков, М4-ките кои имаат 6-цилиндерски битурбо мотор, се разбира бензински, кои своите 431 конјска сила и 550 Нм вртежен момент ги пренесуваат само на задната оска. Имаме извонредни предуслови за дрифтање. Надворешната температура е минус 22 степени Целзиусови, но поради сувиот студ не се чувствува дека е толку ладно. До Питстал, највисокиот глечер во Тирол, пристигнавме од Минхен благодарение на новиот X3, спортско корисно возило кое на најдобар начин го опишува високото ниво на технологија вметнато во возилата на баварскиот Синобел пропелер. Со сите атрибути се имам детално запознаено во текот на тест возењето во Скопје, па изминатите километри низ Баварија и Тирол, иако беа повеќе од 500, ги чувствував на најдобар можен начин. На автопат големата каросерија се однесуваше како лимузина, додека на алпските делници влеваше висока доза на доверба. Криволестите патчиња кои не носеа и до 1400 метри надморска височина беа прекриени со снег. Тоа не беше никаков предизвик за BMW X3. Напротив, во кабината владееше чувство на безгрижност, овозможувајќи ми да уживам во суровите, но воедно и прекрасни алпски пејзажи. Сепак мојата цел беше дрифтање на снег и мраз со спортскиот М4. Специјално подготвениот полигон за дрифтинг, програмата беше осмислен постепено да ги вовлече учесниците во магијата на лизгањето со автомобил со моќни перформанси. Тука беа инструкторите на BMW да ни ги предочат основните манири на дрифтингот. Првите вежби беа загревање и запознавање на однесувањето на автомобилите во овакви услови. За да се направи успешно пролизгување, неопходно е да се исклучат сите безбедносни електронски системи, односно динамичката контрола на стабилноста и контролата на пролизгувањето на тркалата. Имаме прекрасен звук од 6-цилиндерскиот мотор и многу борба со управувачот. Оно што е најважно за дрифтингот е да се биде свесен каде го возите возилото. А возилото во многу случаи се вози со поглед. Каде ви е погледот, таму оди автомобилот. Што е дрифтингот? Дрифтингот е всушност контролирано пролизгување. Контролирано пролизгување кое може да ви овозможи да совладате многу поинакви линии на возење, како што го правам ја ова сега. Полигонот е комплексен, бидејќи имаме многу вежби кои ни укажуваат дека треба да се вози онака како што налага техниката на возење, а тоа е да лизгате цело време.
Без мака нема ниту резултат, а досегашната мака ни овозможи да стигнеме до крајниот стадиум. Целиот полигон беше преправен и вештините совладани во поединечните вежби требаше да се обединат во една целина. И наместо мака, како награда, добив максимална забава возејки странично, а наместо низ шофершајбната, погледот при управувањето ми одеше преку страничните прозори. Но понекогаш тоа нема да ми успее, бидејќи на оваа температура од минус 22 степени Целзиусови снегот е направен во форма на прашок, а тој прашок со многу дрифтање се полира, па станува мраз. Веќе влегов во ритам со 430 коњи, а уште повеќе со феноменалните 500 ньютон метри кои го водеа главниот збор во дрифтањето. Громовите и татнежот што биеа од 4 издувни гранки го направија ова врвно искуство во доживување за сите сетила. Во дрифтот не треба многу да сте груби со автомобилот, туку треба да го почувствувате како се однесува не само моторот, туку и тркалата. Поубаво е во поголема брзина да се прави дрифтот, бидејќи има и многу поголем обртен момент на располагање, па така автомобилот можете лесно да го контролирате. BMW M4 е врвен автомобил кој може да пружи многу повеќе од возни својства. Тој е статусен символ со престижна внатрешна обработка, неговиот изглед е повеќе од атрактивен, звучи како крешендо на симфонија. Доколку имате чувство за контрола на дрифтот, а чувството доаѓа од погледот. Како што реков, каде гледате, таму го носите автомобилот, а корекцијата на правецот не ја правите со воланот, туку со педалата за забрзување. Веднаш влегува под кожа. Човек се чувствува како да е роден во него и побрз е од алпските ветришта. Можеби ова е вистинската комбинација на секојдневен удобен автомобил кој побрзо од трепкање се претвора во расен тркач. Не ми е лесно да ја лизгам М4-ката и да зборувам. Но ова доаѓаме до момент кога зборовите не можат да го опишат чувството што се случува зад управувачот. Не е поентата да се вози брзо, туку технички исправно. Јас ќе продолжам со моето учење на дрифтање на снег и на лед и можам да кажам дека е многу покомплексно отколку дрифтање на асфалт, бидејќи на асфалтот имате многу повеќе предвидливи движења. Тука треба да имате извонредно големо искуство за да направите движења кои ќе бидат во склад со совршениот дрифт. Тоа беше уживањето со задуправувачот на М4. Се разбира, денот е уште долг. Имам уште 3-4 часа на полигонот да се забавувам со М4-ката, а моите впечатоци остана супер позитивни и ви открив еден зимски спорт кој е адреналински, поадреналински од скијањето и се разбира многу поскап од скијањето. Дојде време за уште една забава за која М4 не е способен – летање над највисокиот глечер во Тирол. Летот со хеликоптер ни ја покажа дивата убавина на Питстал, каде 90% од ски терените се наоѓаат над 2000 метри надморска височина, а модерните ски лифтови и жичари може да ве качат и до 3440 метри надморска височина, што е само 337 метри пониско од највисокиот врв во овој дел на Тирол, Вилдшпице. Сепак ниту тој не можеше да се мери со карактеристиките на рафинираниот BMW M4 и задоволството кое ми го приреди неговиот див, но скротлив карактер. Сигурен сум дека следниот блок од Женева ќе има слично влијание на вас, бидејќи на ред е друштвото од големото добро утро.
Во фантастичните звуци на Тут Челос, Римац автомобили го представи својот нов супер автомобил. За разлика од претходникот, тој го нема зборот концепт во ознаката. Тоа навестува дека развојниот пат на идејата на хрватскиот иноватор Мате Римец се ближи кон своето финале. Ова е потврдено и со спецификациите на неговото електрично ремек-дело. Иако наликува на претходниот концепт One, Римац тврди дека новиот модел е развиен од нула. Преземена е само идејата за креирање врвен автомобил кој ги предизвикува границите на крајните можности. Затоа и неверојатно звучи што оваа еколошка ракета, како што ја нарекоа хрватските медиуми, има дури 1914 конски сили и забрзува до 100 км на час за 1,97 секунди. Максималната брзина му изнесува теоретски 412 км на час. Тешко е да се замисли колку им беше напорна задачата на инженерите на Бугати да креираат спортска верзија на Кајрон, но тие го сторија тоа и ни го покажаа во Женева. За пожестока интерпретација на најексклузивниот автомобил на светот се грижат детали. Не се многу, но се филигрански дотерани, како што Кајрон Спорт е за 18 кг полесен. Има подобра аеродинамика и за 10% потврдо ослонување, кое му донесоа подобри возни својства. Погонскиот склоп остана истиот, 8-литарски ѕвер со 4 турбокомпресори и максимални 1500 конски сили. Меѓу неговите технички податоци ќе се сретне и тоа дека при полн газ му требаат дури 60.000 литри воздух во минута. Преносот на силата е на сите тркала преку 7-степен автоматски менувач. Иако тежи полни 2 тона, до 100 км на час забрзува во ранг на Формула 1 за 2,5 секунди. Цената на Кајрон Спорт, поставена на 2,65 милиони евра, ветува побогата и полуксузна опрема. Лани во Женева Ламборгини го лансираше Huracan Performante, а во Франкфурт Aventador S Roadster. Затоа и не беше тешко да се представи дека за овој салон на автомобилите ќе биде подготвена отворена верзија на помалиот супер автомобил од Санта де Агата Болонјезе. Се најде во друштво на многу помоќни електрични ламји, но не потпадна под нивната сенка. Афинитетите се различни, но на сите љубители на 4 тркала слабост им се вакви автомобили. Посебен како што може да биде еден Ламборгини, тој е за 125 кг потежок од истоимениот купе модел, но тоа не е никаква пречка со помош на своите 640 конски сили до 100 на час да стигне за 3,1 секунда, ниту пак да дотера до 325 км на час. И тоа со спуштен покрив, процедура која трае 17 секунди. Што уште треба да се каже? Можеби само уште цената, која е поставена на 220.000 евра плюс давачки. Се зборуваше дека ќе ја носи ознаката GTO, но во Ферари се одлучија екстремната изведба на 488 GTB да ја наречат писта. Овој наследник на 458 специјале својата уверлива ознака ќе оправдува со навиениот V8 мотор, од чии 3,9 литри зафатни на турбокомпресорите истиснуваат 720 расни коњи. Подготвени за спринт до 100 за 2,85 секунди и галоп до максималните 340 км на час, тие ќе го привлекуваат вниманието на оние кои се интересираат за Lamborghini Huracan Performante и Porsche 911 GT2 RS. За да биде подобар од нив, Ferrari 488 писта има за 50 кг намалена тежина и максимално е фокусиран за поголемо уживање во возењето. Погонот останува на задните тркала преку 7-степен менувач со двојна спојка и само блокирачки диференцијал. Унапредената аеродинамика е зголемува силата на прилепување за 20%. Оние кои стремат кон совршенството ќе се одлучат за тркалата од јаглено-родни влакна, кои се за 40% полесни од алуминиумските.
Автомобилот на Мекларен, направен во чест на Сена, доби тркачка изведба. Веќе по агресивните каросериски додатоци и големото задно крило е јасно дека на инженерите во фокус им било постигнување на што поголема сила на прилепување. Целта е остварена во голем стил. Бројките велат дека Мекларен Сена GTR создава аеродинамичен потисок од дури 1000 килограми. Освен тоа, добиен е и изглед на чистокрвен тркач, за кој во оваа фаза на развој е наменет истиот 4-литарски бит турбомотор со 825 коњи. Прашање е дали ќе му требаат повеќе, бидејќи со помош на бројните карбонски додатоци, тежината е намалена на 1200 килограми. Британците велат дека Сена GTR е најбрзиот Мекларен надвор од Формула 1 патеките. Дали е така, ќе се уверат 75 купувачи кои ќе платат по 1.100.000 евра за него. Минатата генерација на Aston Martin Vantage според многумина беше еден од најубавите автомобили на пазарот. Беа во право затоа што ова купе одлично го испојуваше луксузот, благородноста и перформансите. И за неговиот наследник, кој со нетрпение се очекуваше, може да се заклучи истото. Изгледа феноменално и е прв од низата нови модели кои Aston Martin ќе ги представи во наредните неколку години. Со својата појава го одзема с дивот, така што ќе бидеме храбри и ќе кажеме дека е вистинско уметничко дело на тркала кое забрзува до 100 км на час за 3,6 секунди. Новиот Vantage ќе се бори за купувачите со почетна цена од 120.000 фунти. Според сите мерила, 50 години е многу за еден автомобил, но не и кога е во прашање Морган. Британската компанија точно толку време го произведува својот Plus 8, кој по тој повод доби специјален третман. Базиран е на обновениот модел од 2012 година, кој има алуминиумска шасија и 4,8 литарски V8 мотор од BMW. Тој му овозможува максимални 250 км на час, а тежината од само 1100 кг е заслужна за забрзувањето до 100 на час за 4,5 секунди. Изгледот му е практично ист како и пред 50 години, со стилски детали кои го издвојуваат од стандардните изведби. Јубилејниот Morgan Plus 8 ќе биде направен во ограничена серија од 50 примероци. Тие воедно ќе бидат и последните кои ќе користат атмосферски мотори. Цената на ова парче жива автомобилска историја не е позната. Британскиот David Brown Automotive го представи својот трет проект. Се работи за Grand Tourer модел од една класична визија карактеристична за оваа компанија. Според незините челни луѓе, тој треба да биде највозбудливиот автомобил што ќе го направат. Заради тоа му дадоа име Speedback Silverstone Edition, со кое недвосмислено се навестуваат извонредните перформанси. За нив е задолжена механиката од Jaguar XKR, чиј агрегат од 600 коњски сили ќе го лансира до максимални 250 км на час. Ќе се произведува рачно во ограничена серија од само 10 примероци, соодветна на приказната за овој ексклузивен автомобил со супер луксузна внатрешност, наменет за елитната група купувачи е и неговата цена од 620.000 фунти. Дека потполно нов производител подготви автомобил со 1800 коњски сили звучи бомбастично. Желбата да се види што чудо е тоа многократно се зголемува кога ќе се дознае дека се работи за компанија која се занимава со производство на накит. А токму таква е приказната за Корбелати Мисал, кој навистина е ракета на тркала. Под каросеријата од јагленородни влакна се крие 9-литарски V8 Monstrum со кој наводно може да се постигне повеќе од 500 км на час. Тоа никој го нема испробано, а прашање е дали воопшто некој ќе може. Мистеријата беше и остана само потеклото на овој автомобил за кој не се знае каде е направен.
Данскиот производител Zenvo, кој се уште ја нема стекнато својата слава во Женева, настапи со екстремен хиперспортист. Овој брутален звер во основа е друмска верзија на тркачкиот TSR, од кој, освен по додавката S во ознаката, се разликува по малку чудниот заден спойлер со облик на бумеранг. Агресивниот дизајн навестува перформанси со кои ќе бидат одушевени и најтврдокорните ентузијасти. За нив е задолжен 5,8 литарски V8 мотор, од кој два турбокомпресора испомпуваат безмалку 1200 конски сили. На патот до максималните 325 км на час овој хиперавтомобил првите 100 ќе ги фати за 2,8 секунди. За подобро кротење, возачот има избор од два дополнителни режими на возење кои ја ограничуваат испораката на сила на задните тркала. Во минималниот на располагање стојат 700 конски сили, додека во интелигентниот IQ режим ангажирана електроника обезбедува идеална количина моќност во зависност од тракцијата. Цената на Zenvo TSR-S изнесува 1,4 милиони евра, а производството ќе биде ограничено на само 5 примероци. Некои од експонатите на салонот на автомобилите во Женева се произведуваат во толку мали серии што секој примерок од нив е своевидна премиера. Такви се ултра ексклузивните модели на Koenigsegg, кои колку и да ги гледаме никогаш нема да ни издодеат. Годинешната постава на шведската мануфактура ја предводеше екзотичната Regera, чија тробојна каросерија остави еднакво силен впечаток како и моќната хибридна погонска група. Таа е составена од 5 литарски твин турбо V8 мотор, кој со засилување на задните тркала им испорачува купно 1500 конски сили. За илустрирање на перформансите е доволен само податокот дека до 400 км на час забрзува за помалку од 20 секунди. Вториот изложен примерок од овој модел се разликуваше по кристално белата боја со портокалови детали, карбонски додатоци и специјален аеродинамичен пакет.